Започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Полицијата и родителите се чекаа на Магнолија и тргнаа да видат каде се движат и што прават нивните деца. Чекан не огледало. Започна акто со уметничката монтажна галерија. Меркел во посета на Киев на разговори со украинските власти. Блиска средба со звездите на X Factor. Каде се движат младите лица во вечерните часови, што прават низ кафулињата и собирните места во парковите, дворовите на училиштата. По одговор, синоќа тргна и полицијата и родителите. Стево Башуровски. Каде одат нашите деца, каде се движат малолетните деца, што прават низ угостителските објекти во кафеаните или кафулињата. Полицијата и родителите се договорија да се сретнат на Магнолија, а оттаму во обиколка. Едната од мешаната патрола тргна надвор од градот, во објектите и местата кои се на периферијата, а другата во центарот на Битола. Влегуваа во кафулињата онаму каде што младите се забавуваат, за да видат како се однесуваат, дали пијат алкохол или не. Согласно законот, нивното присуство е дозволено до полноќ, а алкохол воопшто не смеат да добијат. Но полицијата и родителите ги посети и местата кои исто така се интересни за младите, парковите, училиштата и другите собирни места на нивните неформални средби. Целта, како што велат од полицијата, е зголемување на свеста на родителите околу грижата на децата. Не е прв пат да се организираат вакви патроли. Летото е период кога се случуваат најмногу сообраќајки и бројот на жртви тогаш е најголем. Статистиката на македонската полиција вели дека бројката за јули месец е 19 загинати лица. Споредбено со лани нема ниту зголемување, ниту намалување. МВР во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, јавното претпријатие за државни патишта продолжуваат заеднички да спроведуваат сообраќајна воспитната едукативна акција летна кампања 2014. Согласно програмата за реализација на оваа кампања, целна група на акцијата се домашните возачи, учесници во сообраќајот, при што им се делат флаери на патарините со наслов кога тргнуваш на пат во лето. Тие имаат цел да ги потсетат македонските возачи дека како учесници во сообраќајот се најодговорни да ги извршуваат сите потребни подготовки за безбедно да стигнат на планираната дестинација. Да возат безбедно за да придонесат сите учесници да се чувствуваат и да бидат побезбедни на патиштата во Македонија. Инаку во текот на првото полугодие од 2014 на патиштата во Македонија се случиле вкупно 1716 сообраќајни незгоди со потешки последици, додека пак само во месец јули оваа година во сообраќајни незгоди загинале 19 лица, што е идентично со бројот на загинати во јули минатата година. Со ова се потврдува фактот дека најголем број на загинати во сообраќајни незгоди има во летниот период во месеците јули и август. Во изминатиот период Министерството за внатрешни работи спроведе зајакнати контроли при што од 8 до 18 август беа алкотестирани 2568 возачи, од кои утврдено е присуство на алкохол кај 298, исклучени од сообраќај беа 226, времено се одземени 178 возачки дозволи и 1514 возачи ја пречекориле дозволената брзина. За таа цел, МВР продолжува со реализација на предвидените превентивни кампањи, како и согласно законските надлежности, со низ мерки и активности за зајакнати контроли во сообраќајот, пред се заради создавање навика и одговорност кај учесниците за почитување на правилата и прописите од сообраќајот. За само едно деноноќие на различни места низ државава се пронајдени 3 тела на починати за кои не се знае причината за смртта, додека потврдено е дека се случило и едно убиство. Убиството се случило во Неготинско, каде е пронајдено тело на 80 годишен маж со видливи траги на насилство во пределот на главата. Полицијата во Неготино потврди дека станува збор за 86 годишниот Велјо А и дека во полициската станица веќе има приведено човек осомничен за убиството. Од друга страна, во Струмица утрово се откриени 2 тела на 2 различни локации. За едното се претпоставува дека станува збор за самоубиство, а за вториот дека починал од удар. Истовремено тело е пронајдено кај Блаце. Станува збор за 39 годишен маж, а полицијата истражува кои се причините за смртта. Повеќе добиточни пазари во земјава се затворени поради болеста син јазик што се јавува кај добитокот, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Мерката се воведува за справување со болеста, бидејќи според агенцијата досега се регистрирани 79 жаришта во 18 општини, односно во 61 населено место. Во овие жаришта има 261 говедо, 13.467 овци и 1151 коза, од кои клиничка слика е утврдена кај 3 говеда, 23 кози и 832 овци.
Исто така регистрирано е угинување на 118 овци, што представува смртност од 0,88%. Од агенцијата велат дека со лабораториски тестирања присуство на вирусот син јазик и антитела е утврдено кај 20 говеда, 192 овци и 17 кози. Добиточните пазари ќе бидат затворени до смирување на преносителот чиј животен циклус, кој во случајот се мушичките, е до октомври. Кога ќе нема нови клинички слики, ќе се повлекуваат жариштата, ќе се повлечат и мерките. Кај некои од гледувалишта е регистрирана поголема смртност, бидејќи и покрај препораката на ветеринарите за поголема нега на животните, појака исхрана или инфузија на заболените животни, сточарите не ги примениле, велат од агенцијата. Додека не се забави незиното ширење меѓу говедата, овците и козите, ќе функционираат само сточните пазари во Кривогаштани, Куманово и Тетово. Министерството за труд и социјална политика издаде налог градинките да направат дезинфекција на објектите и да ги преземат сите потребни мерки за заштита од заразната жолтица. По Штип, вчера и во Скопје беше прогласена епидемија на жолтица. А сега за фестивалите во Битола. Викендов ги има дури 3. Почнува со фестивалот на современи уметности Акто. Зачекано е огледалото, кое е мотото на овогодинешното 9-то издание, а е дел од Битфест. На некој начин таа приказна за она што е возможно, она што е реално и тој познат графито че е соспа да го бидеме реални, да го бараме невозможното, на некој начин интуитивно ни се наметна и мене и на целата екипа околу фестивалот како тема за ова година. На некој начин и како наследство за тоа зошто го правиме сето ова сите овие години. Монтажната галерија е направена пред неколку месеци, отворена е во април во Скопје и она не е само монтажна, она е мобилна. Така и се вика мобилна монтажна галерија. Идејата беше да направиме простор затоа што простор за културни настани од најразличен тип кој што ќе биде мобилен, кој што може да се вдомат разни уметнички манифестации. Практично самата галерија е реакција на немање простор. И токму во тој контекст и поставувањето на галеријата на годинешниот Акто фестивал, кој што буквално се вклопи во онаа приказна за чеканото и огледалото. Така да споревме дали е галеријата чеканото или огледалото. По мене она е огледалото затоа што е одраз на нефункционалноста на јавната култура. И сега, поради тоа беше провокација до нас да создадеме простор кај што ќе може независната култура да живее и кај што ќе може да се продуцира современа култура и современа уметност, а практично од делот на чеканот е се проектите, се активностите кои што се случуваат внатре, кои не одираат од тоа, кои ги покажуваат модерните трендови наспроти она силу на секојдневието кое го живееме. Вториот не е фестивал, току голем концерт со дел од звездите на X Factor. На ракометното игралиште во Битола тие се дружеа со нивните фанови. Bitola, moj roden kraj, vo tebe sum rode, za mene si raj. Ja ću da prijem, ja ću da živim kao pas, bez ne da mi Bog drugačije. Nisam veselja, samo bi plesao, stavljao ruku po dno, isto žarište što je kožu spalilo. A još ti se nadam, još ti se pravdam, a kinemo oboje da jedno drugo zrazimo. Llorando
А во битолското село Егри денеска почна манифестацијата Бостан Фест со богато културно-уметничка програма. Егри, како најголем производител на бостан, најквалитетен бостан се произведува, на СМК не е калем. Меѓутоа имаме проблем со откупот. Немаме откуп, се откупва за денар до 2 на големо. Ние не можеме да одиме по пазари, не брка полицијата, инспекции, забрането е продажба. Ни стои по полете, одете, прошетите да видите, цел е уздрен, стигнате, меѓутоа немаме продажба. Ева сега со овој манифесто сакаме да се продолжи некако, да дојдат инвеститори, нешто да се продава, да се прави. Работиме, меѓутоа не можеме, самите без помош не можеме да функционираме. Значи во село Егри е оформено Сдружение за културен и економски развој, кое што има за цел да ги зближи земјоделците и да ги издигне на едно културно ниво, не само селаните на Егри, туку и сите луѓе од околината кои што живеат и гравитираат околу Егри и Битола. И преку една културна манифестација, значи во ова време кога нас ни треба како народ едно зближување, да се собериме и да покажеме дека преку играње и пеење знаеме да се докажеме кои сме и шо сме. Сега, бидејќи е времето берба на бостан, одлучивме да организираме една бостанијада која по втор пат оваа година се организира. 2012 беше првиот пат и годинава и се надеваме дека понатаму уште поуспешно од оваа година ќе си продолжи, ќе си трае и ќе почне да ги зближува и соединува луѓето. Денес се собравме така на 23-ти, ова ни втор пат кога ќе го организираме овој фестивал. Првен го организираме 2012 година, лани ни се историја на несреќа се пропуште годинава по втор пат е и натаму мислиме стално да дојди манифестацијата секоја година да се одржава. И ќе биде стално вака на крај на август, ќе се менува датуму, ама дено нема или сабота или недела кои ќе се луѓето слободни. Инаку Бостан во Егри произведуваме од мали уште косне, ама оваа година не оди, цена нема, ама што е тоа, ние мора да се зближиме со народот, да се провецелиме малце. Со концертот на групата Љубојна во манастирот Рожденство на Пресвета Богородица Новаци, кој ќе се одржи утре вечер со почеток во 20 часот и 30 минути, завршува културното лето во општина Новаци. Во годинешното културно лето понудена беше богата програма од повеќе дејности на културата, која што најде на огромен одзив од граѓаните на општина Новаци и пошироко. Културното лето во општина Новаци беше во организација на културно-иновативниот клуб Новаци и под покровителство на градоначалникот Котевски. А еве што донесува светот. Меркел во посета на Киев на разговори со украинските власти. И за други вести од светот, покусата пауза. Останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Светот денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Меркел упати повик за прекин на огнот во Украина. Германската канцеларка Ангела Меркел за време на денешната посета на Киев ги повика сите страни, вклучени во непријателствата во источна Украина, да се согласат на прекин на огнот. Говорејќи по разговорите со председателот на Украина Петро Порошенко, Меркел рече дека мир е можен доколку тој ги вклучува и двете страни. Порошенко изјави дека Украина нема да го жртвува суверенитетот за мир, додека пак Меркел изјави дека Германија го поддржува територијалниот интегритет на Украина, вклучувајќи го и Крим, кој Русија нелегално го припои во март. Порошенко објави дека Меркел ветила оти дека Берлин ќе додели помош од околу 500 милиони евра за обнова на разурнатите источни региони на Украина.
Во појасот Газа вчера беа застрелани 18 мажи кои се обвинети за соработка со Израел, објави телевизијата која ја контролира Хамас. Од тие 18, 6 мина се застрелани на градскиот плоштад, а ги убиле борци облечени во униформи на бригадата Езедин Ал-Касам, воена гранка на Хамас. Погубувањето е извршено пред повеќе стотици верници кои непосредно пред тоа ја завршиле молитвата пред најголемата џамија во градот. Уште најмалку 11 се застрелани во близина на седиштето на полицијата во центарот на Газа, а еден човек е погубен на вториот близок плоштад. Домосавната екзекуција на обвинетите за шпионажа во корист на Израел дошло ден после израелскиот напад на една зграда на југот од појасот Газа, каде загинаа тројца команданти на Хамас. Најмалку 68 жртви во напад на сунитска џамија. Ирачки официјални лица рекоа дека најмалку 68 луѓе загинале во напад врз сунитска џамија во североисточниот дел на Ирак. Еден полицаец изјави дека вооружени лица влегле во џамијата и отвориле оган во селото во близина на Бакуба во провинцијата Дијала, околу 120 километри североисточно од Багдад. Новински агенции цитираа некои извори кои обвинуваат шиитски милитанти на нападот, додека други упатуваат на исламските милитанти. Вашингтон предупреди дека борците на радикалната терористичка организација Исламска држава представуваат најголема закана за САД во изминатите години. Високи американски представници порачаат дека не ја исклучуваат можноста за воздушни напади и врз позициите на Исламската држава во Сирија. Досегашните воздушни напади врз исламистичките бунтовници во Ирак, оценува Пентагон, го запреа нивното напредување, но се очекува тие повторно да се регрупираат. Епидемијата на ебола и понатаму се шири во Западна Африка и покрај сите преземени мерки. Бројот на починатите од оваа болест искачил на најмалку 1427 лица. Во Либерија има 624 смртни случаи. Оваа земја е најмногу погодена од заразената болест. До сега се инфицирани вкупно 2615 луѓе со смртоносниот вирус, соопшти Светската здравствена организација, и тоа најмногу во Либерија, 1082 заразени, потоа Гвинеја, Сиера Леоне и Нигерија. Светската здравствена организација меѓутоа смета дека темната бројка е многу повисока. Кон Западна Африка во меѓувреме се упатија уште експерти, меѓу нив и раководителот на Американскиот центар за контрола на зарази, кој од прва рака сака да се информира за тоа по кој пат се пренесува ова вирусно заболување. Оваа институција веќе испрати 70 експерти во погодените земји и Нигерија. Бројот на жртви во големите свлечишта во Западна Јапонија се искачи на 46, а спасувачките екипи постојано ги пребаруваат рушевините во надеж за преживеани. Одроните се случија по обилните дождови. Локалната полиција денес соопшти дека најмалку 41 лице и понатаму се води за исчезнато во Хирошима. Дождот во меѓувреме престана, но околу 3000 спасувачи, војници и полицајци се на готовност, имајќи во предвид дека метеоролозите прогнозираат нови обилни врнежи. И понатаму на сила останува наредбата на градските власти за евакуација на повеќе од 4500 жители поради страв од нови одрони. За проблемите на австралискиот континент во наредната најава. Александров бил полош од Вранишковски. Интервјуто со владиката Петар по кусата пауза. Се враќаме веднаш. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали листеријата ја промени секојдневната исхрана? Да, без сува меснати производи. Внимателно се избира храната? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Аврамовски бил полош од Вранишковски. Вака ја коментира една од причините владиката Петар за екскомуницирањето на Игор Аврамовски Александров. Владиката Петар во интервју за Тера зборува и за неговото наводно расчинување. Категоричен е дека во Австралија постои само една епархија и не верува дека само со една седница на синодот ќе се решат проблемите. Ваше високо преосвещенство, која беше причината за екскомуницирање на Александров? Причината за неговото екскомуницирање или конечно исклучување од православната црква е тоа што има направено повеќе престапи кои не застаруваат,
најголемиот престап е организирање на парацрковна или паралелна црковна расколничка организација на Македонската православна црква во Австралија и заканата што ја упатува дека тој е настроен дури и да се прошири таа расколничка организација на глобален план, што ќе ги смени и архиереите на Македонската православна црква и ќе создаде една нова црква по неговиот терк, а начинот на кој тој ја замислува таа црква всушност станува збор за цивилна црква, расколничка црква со расчинети свештеници и секако дека надвор од црковните закони и канони. И мислам дека покрај другите престапи, кои исто така се тешки престапи, овој престап е најтежок престап направен во една црква. Тоа е полошо дури од она што го направи своевремено Јован Врнишковски, затоа што Јован Врнишковски барем не присвои ниту еден храм на Македонската православна црква, а Игор Аврамовски присвои два храмови во Сиднеј. Се разбира, во тој контекст сега се поставува како председател на тие така наречени македонски православни заедници, кои никаде во црковните закони и уставот на Македонската православна црква и од него прописите што произлегуваат, не постојат такви организации на црковно поле, тоа се исклучиво компаниски организации, чии закони се противни на црковните закони. Оттаму, ако ние дозволиме да се организира една таква црква, која ќе ги суспендира сите црковни закони, тогаш практично нема место повеќе нашата црква да постои како црква, туку тоа ќе биде уште еден доказ во тој случај, не дај Боже, во тој случај дека ние не сме кадри да имаме црква и нашиот народ македонски и другите што се цркуват во Македонската црква, немаме право да се нарекуваме православни христијани, бидејќи нема да работиме по црковните закони. Имаше неколку обвинувања денес од негова страна на ваша сметка, меѓу кои изваде документ за ваше расчинување. Па мислам дека на сите паметни луѓе им е јасно дека не може да станува збор за расчинување на владиката Петар. Во времето на комунизмот се направени обиди од страна на тогашните комунистички власти, затоа што бев лично против нивното директно мешање во внатрешните работи на Македонската православна црква, но поради тоа тие се организирале и на некој начин го принудувале тогашниот поглавар на нашата црква, архиепископот Гаврил, да потпише некаква си таква фиксна пресуда, која всушност никогаш не била предмет на синодски седници или на расправи на црквата, и таја во два наврати на ниво на Свет Синод на Македонската православна црква е кажано дека тоа е лажен документ, измислен документ, а и самиот тогашен поглавар, архиепископот Гаврил, подпиша демант дека не е точно, дека е таква пресуда донесена, зашто пресуда за расчинување на еден владика донесува Светиот архиерейски синод, на кој задолжително присуствуваат сите владици или даваат согласност сите владици и треба да се цитира при тој случај целокупната расправа и пресудата треба да се базира врз основа на релевантни процедури кои треба да се извршат во црквата за такво некако расчинување. Тоа јас како можело да бидам како расчинет поставен таму за митрополит пред 20 години, мислам поголема глупост не сум слушнал од таја. Значи таму има во Австралија две епархии, со едната раководи владиката Тимотеј, со другата вие. Владиката Тимотеј
изјави дека не треба да се мешате во неговата Таму епархија. нема две епархии, таму има една епархија. Една епархија, меѓутоа Не, како една епархија постои Македонската православна црква епархија за Австралија и Нов Зеланд. Но од таа епархија на мој предлог и на одлука на собранието епархиско 5 црковни општини отстапивме и порано 2 што се одделија од нашата епархија и работеа со расчинети свештеници, така што и други уште 4 со расчинети свештеници или 5 со расчинети свештеници што функционираат, се ставени под управа на Светиот Синод. Таму епархија не може да има се додека не се свика црковнароден собор кој е надлежен да организира или формира епархија. Таму, значи, има компаниски цркви и цркви на инкорпорирани асоциации, кои се имот приватен на тие цркви на инкорпорираните асоциации, на кој е преседател Игор Аврамовски, и затоа кажуваме дека тоа е една парацрковна организација или расколничка организација, која ја раководи Игор Аврамовски, а митрополитот Тимотеј прифатил да биде на таа расколничка организација преседател или владика или поглавар, како сакате речете, затоа што до денеска ништо не е направено од страна на тие црковни општини, предводени како координатор се појави до Тимотеј да ги организира тие компаниски цркви во црковни општини, што не е до денеска уште ништо сторено во таа насока, и исто така 10 точки на платформа имаше одобрено од Светиот Синод, тие ги отфрлија тие точки, што значи сега ние таму немаме ниту една црковна општина што примила правилник одобрено од Светиот Синод и исто така молба за да приме канонска юрисдикција на Македонската православна црква, за да се зачлени во Македонската православна црква, таа парохија или црква или црковна општина или манастир. Во секој случај, од секој аспект погледнато, како досега функционирале таму црковните општини, ние немаме сега меѓу тие компаниски цркви се уште ниту една црковна општина што прифаќа да работи по црковните закони, и затоа штом не работат според црковните закони, тоа се парацрковни организации или расколнички организации. А поглаварот на МПЦ се уште не се огласил, а наскоро е најавено дека ќе има и седница на Синодот. Мислите дека е можно да се решат на таа седница овие проблеми кои што се јават? Не можат да се решат на една седница овие проблеми кои повеќе од 40 до 50 години се присутни во Австралија со компаниските цркви, бидејќи тоа треба да се направи една општа анализа, општа обсервација на сите досега донесени одлуки од страна на Светиот Синод за разрешување на тие проблеми и за сите досега направени престапи од нивна страна, и откако, како што спомнавме со тие 10 точки на платформата, донесе прецизни одлуки, ставови, резолуции и заклучоци Светиот Синод на Македонската православна црква, и им каже на тие компаниски цркви дека тие мора да ги прифатат црковните закони и дека само можат да функционираат спогласно црковните закони, Уставот на Македонската православна црква и прописите што од него произлегуваат. Значи, надвор од рамките на светите канони, од Уставот и прописите на Уставот на Македонската православна црква, не може да се најде решение таму, па ниту било каде на црковните општини во Македонија или надвор Македонија во диаспора. А сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тере.